ме боцна на нозете дали ги чувствувам и тогаш само реков, добре, ќе помине и ова. Најголемата неправедност е тоа што ние се инхибираме самите себе, дека не можеме во нешто, а всушност не постои незнаење, постои состојбата на умот кога ние го спречуваме нештото дека неможноста дека мислиме дека нема да успееме во некоја поле или во дејност. Работата е само да му дадеме љубов и да му дадеме простор да тоа некако почне да рти. Мене ми импонира само дека можам да им бидам секако пријател на секој кој што ќе ме запознае. Инаку почнав само од чиста љубов кон дејноста да пишувам, да бидам медиумски работник како нели човек кој што ќе пишува рецензии. Утредента станав како да излезе сиот чуден фиктивен аватар кој што сум го живеел и се сеќавам дека го земав мојот златен ретривер утредента. Јас светот го гледав многу поинако од било кога. Сите окови, мисли, целата таа лажна представа за себе, карактери кои што сум ги улоги кои што сум ги живеел, во тој момент не постоеа. И се сеќавам дека секој пат ми навираат и солзи. Имав чувство како да го знаев сиот одговор на универзумот. Добро дојавте во Фенеркаст. Мене ми е наистина чест што овој проект конечно го доби светлото на денот. Денеска, во оваа прва епизода, гостин ни е Марко Марк. Он е познат водител, веројатно повеќе го знаете, но сепак да го представам. Е познат водител во Телма, воено и на радио. Секогаш има некоја забавна содржина, но сакам да го представам во едно друго светло што можеби не бил представен до сега, а тоа е неговиот личен развој, неговото будење. Има толку многу теми што ги зборевме, од моментите на негово будење, неговото детство, неговото искуство во телевизија, сообраќајна несреќа во која е доживеал. Има многу содржина што верувам дека ќе ви се допадне и најбитно од се, би сакал да ве допре за да може да се чувствувате подобро, за да може да се чувствувате пошироко. Тоа е целта, дали ќе успееме во тоа, ќе кажете и вие самите во коментарите. Марко, многу ти благодарам што си ми гостин и што си ми прв гостин. Во секое време. Ептен ми е драго, јас и ти се познаваме веќе некој период, така да ова е само некој продолжеток на тоа. Сум ти бил на емисија можеби 4 пати. Сигурно. И во Скопје и од директно од Ашрам отишав. Да, и од Индија бев, така да сега си ми ти гостин и многу ми е мило што си ми прв гостин, така да уште еднаш ти благодарам. Прво ќе ти посакам, како што тоа го правеше последниве неколку месеци, познавајќи те по твоето не знам кое доаѓање од Индија, која ми рече дека основа свое, да речам, нели, видео јадро кај што ќе си ги споделуваш своите работи и од детство и од адолесценција и гледав некој видео и не се ни сомневам во длабочината, филозофијата, езотеријата што се ја поседуваш и ти како индивидуа, како цело овој комплексен мозаик на луѓе кои што го сочинуваме и знам дека ќе бидеш вистинскиот фенер на патот за многумина, кои што ќе го следат случајно или намерно овој твој контент. Ти благодарам, Марко. А за почеток, го имаш најголемиот фенер, ама јас сакам да те потсетува на твоето прво гостување, уште еден фенер, во име на празниците кои што се бидејќи она што е интересно како куриозитет, дека надвор имаме полна месечина и кога доаѓав наваму со велосипед, тоа една таква чистина и бистрина доаѓав и возев велосипед, што е многу ретка ситуација во овие нели периоди кога имаме вакви зимски периоди. И велам некакво одбележе сакам да му дадам и значение на денот, затоа што за мене е многу убава оваа пригода што можеме да ги споделиме животните приказни епохи и реков, знаев дека ќе имаш некаков орнамент, ама читате потсетува на твоето прво издание на Фенеркастот, да ти биде и уште едно осветлување на патот. Ти благодарам, Марко, е стварно убав подарок и многу одговара некако со амбиентот и со целата работа. Сега ќе го ставам тука сепак да биде уште еден фенер да осветли пат за многу. Да може и понатаму исто така да биде да биде присутен на овие емисии. Ти благодарам уште секогаш. Би сакал да почнеме со некои брзи прашања, 3 рунди тоа. Секако ќе се појачува нивото на нив. И интензитетот на разговорот. Интензитетот и длабочината на прашањата и мислам дека баш би било убаво за загревање. Дали би сакал и дали си спремен? Како на квиз на знаење. само да видам, Петар ми вели мора да видам краток во овие, нели, 3 прашања, ама ќе се обидам да бидам сериозно кус и концизен. Тоа е за мене многу голем предизвик, ама ќе се обидам. Ајде да видам, да почнем.
Планина или море? Ајде ќе изберам море. Книга или филм? Книга. Утро или вечер? Утро. Адреналински спортови или релаксација во природа? Релаксација во природа. Друштво или време сам со себе? Тука би избрал некој баланс. Би направил еквилибриум. Ако не сум добар со себе, кога би бил нели малку со себе, не би бил добар ниту пак за другите. Мора интроспекција, да има и понирање длабоко во себе, ама ајде тука ако ќе ми го испочитваш одговор да кажам 50-50. Може. Добро, патување во странство или истражување на Македонија? Со оглед на тоа дека 90% доста имам истражено Македонија, планинските особено делови, мора да сакам да го зачинам животот со искуствата и знаењето стекнато од други култури и заедници и мислам дека ќе се сложиме тука, затоа што најбавиот подарок кој што го имаме самиот живот по себе е да ги обсервираме културните диверзитети и тоа што го носи оваа планета Земја и топка со сета таа убава географска комплексност и филозофија на учење и така што би рекол и патувањето, тука би го избрал сега повеќе. Добро, идеме второ ниво. Што повеќе ти помага при носење одлуки? Интуиција или логика? Интуиција. Добро. Што ти е поважно? Совршен успех или внатрешен мир? Инер инженеринг. Внатрешниот мир, мислам дека е ултимативното нешто. Добро, што те прави посреќен? Живот во моментот или долгорочно планирање? Живот во моментот. Моките на сегашниот миг. Каде ја наоѓаш вистината? Во тишината или во разговорот? Тишината сама по себе создава, пак ќе се потпрам интроспекција на видена и така ги чувствувате сите ваши атоми, молекули кои што вибрираат во секој нели таа наносекунда. Меѓутоа, отворањето на нови хоризонти животни некој пат е и со разговорот апропо како јас и ти сега. Така што и тука би рекол и едното и другото. То повеќе го цениш кај пријателите, лојалност или искреност? Искреност. Каде најмногу се чувствуваш како ти самиот, природа или град? Природа. Што ти е поважно, вистината или удобност? Вистината. Идеме трето ниво. Можам да стои едно. Да знаеш дека можам. Последна книга што те допрела и зошто? Едно лето во Италија. Беше малку по-комерцијална литература, ама ме допре од друг аспект. За суштината на животот, имагинацијата која некој пат создава и чудна делузија и илузија, ама еве таа книга, бидејќи да речам тие филозофските книги кои што ги имаме мотивациони се прилично присутни во мојот живот, ама оваа книга ми направи, иако од комерцијална нишка беше и представена ширум светот, ми направи многу убаво уживање. Ако треба да ја опишеш својата животна филозофија со една реченица, која би била? Рековме третите потешки тие. Да. И треба време малку да. Љубовта е најмокното оружје. Кратко и јасно. Што мислиш дека е најголемата илузија на модерниот човек? Секој ден ги гледаме на овие социјални медиуми, меѓутоа сите се обидуваме да живееме апстрактно, автентично на свој начин, ама забораваме да се потпреме пак на вистинскиот извор. Па пак би кажал, мислам дека работам во медиум и мојата одговорност е да бидам еластичен, флексибилен, вистинит и чесен. Многу често знае мојата платформа каде што јас работам да направи brainwashed и тука некако како еден чуден домино ефект сите да бидеме како едно стадо и сите да бидеме еднолични и мислам дека не дозволувајќи секој од нас да биде вистински на свој начин. Така што мислам дека овие моменти кои што претходно ги споменавме, сам со себе, планина, море, конекција со природа, на високи врвови, мислам дека тогаш ќе ја допреме вистинската точка на нештото, на величенственото, на боженственото, како и да го кажам. И тогаш мислам дека секој од нас би допрел нешто по-еклектично и многу поинтересно, ама многу повеличествено од нас. Баш после ќе се навратаме на муабето за телевизијата како медиум, али сега одиме на следното прашање, кој е најголемиот аха момент што си го доживел во животот? Најголемиот аха момент. Морам да бидам краток овде? Па ако би можел и сакал. Најголемиот аха момент беше кога, ајде најкратко, ако има негде ќе се пролече можеби како прашање понатаму, ама аха моментот беше 2018-2019, мои 32 кон 33 години, често пати сум го кажал во најблизок круг на луѓе, беше кога катадневно ги реализирав темите од областа на здравство и практично кога има психолози во емисија, кога говоревме што значи
Сега вие модерни, да речам, психолошки девијации кои што некој од нас нели ги доживува во различни епохи, како, не знам, анксиозност, депресија, особено акцентирам панични напади, јас секој пат многу, да кажам, површно ги поставам прашањата на овие медицински експерти и никој пат не знам што суштина се случува кога некој ќе доживее паничен напад. Еднаш го доживеав, после многу краток период од разговорот со една госпоѓа во студио, и се сеќавам дека се случува во еден период кога само во еден многу мал период, не знам дали ќе биде транспарентно прифатено или не, ама имаше тој период кога јас се случував со некаква своја екзистенцијална криза, животна. Имаше еден период кога користев доста во еден период марихуана и сум читал дека таа знае да создаде психосоматски состојки сами кои што станали самата што се ги има нели по формулата. Знам дека една вечер се случи да веројатно претерав од преконзумација, тоа беше еднаш и за секогаш завршив тогаш. Меѓутоа во таа вечер се сеќавам дека добив паничен напад вистински. Се среќа беа моите родители дома и одеднаш само знам дека почнав да создавам некои мисли чудни дека јас овде завршува се. Знам дека дотрчав до моите, помина дејството на самата марихуана и кога посегнав по помош на моите, тие ме забележа првпат со некоја поинаква длабочина, сватија дека нешто ми се случува. И сака да повикаат, знам дека итна медицинска, јас не им дозволив, им реков нема потреба, јас овде завршувам додека дојде се ќе биде завршено. И првпат се испаничија, меѓутоа помина процесот, јас првпат се случи што значи паничен напад. Утредента кога станав, знам дека не е краток одговорот, ама се потсетив на мојот аха момент. Убав одговорете му продолжи. Утредента станав како да излезе сиот чуден фиктивен аватар кој што сум го живеел и се сеќавам дека го земав мојот златен ретривер утредента. Јас светот го гледав многу поинако од било кога. Сите окови, мисли, целата таа лажна представа за себе, карактери кои што сум ги, улоги кои што сум ги живеел, во тој момент не постоеа. И се сеќавам дека секој пат ми навирати солзи, имав чувство како да го знаев сиот одговор на универзумот. Имав чувство дека го знаев сечи одговор. И тоа беше, знам дека 8-часовно одење по кеот кај нас во Скопје со златниот ретривер, истуреше многу дожд, јас бев без чадор излезен надвор, и 8 часа јас само се восхитував на животот сам по себе и бев вистински гол човек во тој момент. Тоа беше вистинскиот аха момент и од тогаш се е поинако во мојот живот. Од таа 2018-2019 година, чинам дека беше ноември, и сега ако ова се снима во тој период, така што пред точно 6 години се беше поинако. Од тогаш мислам дека никој пат не може да се врати што се бил претходно. Можеш само уште повеќе да бидеш конзумен, да бидеш гладен за уште поголема духовна храна. Тоа беше аха моментот. Не беше краток, но многу добра тема отвори. Може би е подобро таму да се задржиме него да продолжиме на нешто друго. Ова ти било вистински момент на будење. Вистинскиот. Да бидам искрен, бидејќи многу вакви приказни сум слушнал, ова твоја е доста специфична, бидејќи на многу чуден или негативен начин ќе наречам, си стигнал до тоа, си го имал физички ти било лошо поради конзумацијата, да. Психолошки ти предизвикало ефект, а следниот ден си го имал најубавиот дел. Најубавиот. И верувај ми дека плачев 8 часа, меѓутоа плачот беше со сите можни спектари на емоции. Сите можни. Јас од тој момент, кога ќе ме прашаат зошто денеска сум човек кој што практикува йога, зошто сум човек кој што не јаде веќе месо, зошто сум човек кој што craving for something more од аспект, поаѓајќи да се хранам со многу повеќе од аспект на длабочината на животот генерално, тоа беше тој миг. Се беше поинаку. Јас од тој момент имав своја нова собствена Библија на животот. Од тој момент. И никој пат нема да го заборавам. Кога ќе се погледам сега на мои
реално видеа како тоа јас себе се интерпретирам, зборам, се гледам сосема друг Марко. Ако ја гледаме таа некоја форма на име, на храм човечки, јас денес како ќе се видам, не дека се срамам од тоа што го гледам, туку реков тоа е мојот патет до овде. Кој знае уште едва и чекам, живи здрави, да се хранам и да секој ден обсервирам од тебе, од се она што ме обкружува. Верувам дека само тоа беше еден вистински аха момент во мојот живот. Имало ли индикации пред тој момент дека може да дојде до тоа? Сега, кога ќе си го вратиш филмот, што си правил последниот месец или тој период, до моментот на пресврт, ти се покажувало ли нешто дека дали имало некои други аспекти во твојот живот што иницирале можеби. Да, нешто иницирале што го направиле зрелоста за во тој момент да се случи тоа. Вака, со оглед на тоа дека пак ќе кажам, духовноста не е религијата во која што веруваме, туку степенот на свесноста. Кога би се вратил на најмала возраст, можам само да кажам, благодарен на мојата баба и семејство, ако гледам, ајде од религијски аспект, јас сум католик. И поради тоа што има една многу убава мекост во интерпретацијата на ајде гледано религијски, да се биде лојален, чесен, вистинит, да се потпреш на најпродаваната книга Библијата која што неколку пати ја прочитав. Од најмала возраст јас секоја недела идев на веронаука и бев за сета среќа обкружен со бискуп, со сестрите на мајка Тереза Кајна, со калуѓерки и така натаму. И секој ден министрирав на миса. Мене тоа ми беше патоказ на миролюбието, добродетелството, на љубезноста, на љубовта. И секој пат знам дека апстрактноста од тој аспект, посетувајќи ја црквата, денес и посетувањето на црквата, кога ќе погледнам од оваа перспектива, не било тоа низ религијски мои побуди, туку начин на кој што јас сум го обсервирал вистинскиот начин на љубовта како зрелост на нештото. Значи, постоењето, дишењето, живеењето, пулсирањето на живот и така натаму. Меѓутоа, обкружувањето на таа една честност и една неверојатна еклектичност од емоции и служењето, да речеме, на секоја недела во црква, ми беше една траекторија на некаков си мој духовен пат. Собствен, индивидуален и суптилен. Затоа што денеска религијата е, знаеме дека е, знае да направи и разделба, затоа што поради политички побуди, нели, знаеме дека контрадикторности и дискутабилности таму постојат. Меѓутоа, суптилниот пат од таму до денеска е многу различен. Така што секој пат сум имал некои минимални, ама многу значени аха моменти што од мал за значењето на животот, копањето под површината на животот и така натаму. Тоа беше првото моје искуство. Црквата беше моје искуство каде што јас го чувствував мојот конкретен собствен мир. И сум бил дете кое што, кога ќе ме прашаат дали си бил екстроверт или интроверт, ја секој пат сум рекол дека и сум држал баланс и таму. Меѓутоа црквата секој пат и да бидам ајде секоја недела во хорот таму да пеам, ми било радост, духовен радост. Не сум можел да го артикулирам со зборови, можеби бидејќи самиот вокабулар бил по-ригиден, по-стеснат, нели учиш и така натаму, но чувството било секој пат многу интересно. И потоа се случувале, да речеме, во фаза кога ќе станеме тинеџери, адолесценти, практично како ти и јас, од секој пат сум абсорбирал техники на учење различни и додека стигнам сега, да речеме, до може и програмата на Садгуру Inner Engineering, јас сум учел и други некакви можеби начини на дишење, на јога, така натаму, ама секој пат се провлекувале работите како аха моменти. И се сеќавам дека во еден период кога влегов да работам како медиумски работник, беше комплексно хендлањето и да се навигирам, бидејќи тоа е многу по еден ригиден свет на монетизација, на бизнис могули, олигарси и така натаму, луѓе кои што сакаат од се да монетизираат, а ти практично гледаш и во тој дел да функционираш и делуваш на некој
поинаков начин, свој абстрактен. Ама и тогаш сум ги доживувал тие работи и преку медиумот. Мене секој пат ми била некаква терапија медиумот, затоа што запознавајќи тебе и кој не е во минатото, ми биле аха моменти. Така што претходно на тие први брзи прашања, дали сам со себе или со разговор. Разговорите мене секој пат ми биле исто како сега сигурно ќе доживам некој можеби аха моменти. Така што ми се пролекувале, имало зошто додека не стигне таа 2018-2019 година, кога вистински не знам, некој пат сум прочитал, па дури и сад го има кажано дека во оваа фаза на 33 години човек вистински се случува некаков си револуционерен момент во животот. Ако гледаме дека се случува на физичкото тело и емотивни, психички на секој 7 години некаква рекалибрација, па има некаква вистина. Затоа едва чекам сега да видам што ќе носи следната животна епоха. Колку многу работи сакам да те прашам и почнавме на многу убав начин. Да, кај мене само знам дека сум како мало мајмунче кое што рипа од гранка до гранка и тешко ми е некој пат да се фокусирам на една тема, друга тема, ама се надам дека нема да бегам од воопште не бегаш, баш суштинското многу брзо го постигнавме некако во овој разговор, така да и ќе продолжиме понатаму. На многу работи сакам да се отсврна на тоа што го кажа, но ајде да почнеме некаде. Го спомни твоето детство и би сакала ако можеш повеќе да ни кажеш околу тоа. Знам дека си живеел тука, па во Хрватска, па повторно си се вратил. Моje субјективно гледиште е дека си бил во многу различни средини и тоа ти прави сега да можеш да се приспособиш на многу различни гости и луѓе во твојот живот, така да ме интересира од тој аспект какво било твоето детство и кои се битните моменти од детството што те направиле денеска тоа што си. Прво, веројатно секој ќе си каже благодарам на своите родители, меѓутоа моите родители се за мене и гуруата, вистинските постулати животни, затоа што се сеќавам дека од најмала возраст хармонијата, радоста и за жал можеби не секое семејство го поседува истото, била присутна во мојот живот. И кај мене и кај сестра ми, да речеме како корпус од 4 луѓе протагонисти во фамилија Марк. Се сеќавам, да, роден сум тука некаде во оваа насада каде што го снимаме нели овој подкаст, Фенер подкастот, и се сеќавам дека во тој период на нели таа фина географска карта на Југославија, нели тука беа начините на делување беа исти, меѓутоа различни, секаде ние некако можевме да циркулираме и шетаме. Случајностите кај мене во животот се дека мојот фамилиарно стебло е прилично со голем диверзитет, особено од мојот татко. Според некои нели сознание кои што ги имам, бидејќи порано се починати моите прабаба и прадедо, меѓутоа знам дека влечам корени. Мојата права била Дубровчанка, поточно од Хрватска, мојот прадедо бил чинам дека негде од Косовска Митројица, меѓутоа па неговиот исто така татко бил со некои италијански корени, така што циркулирале тие луѓе тука наваму, меѓутоа поради тие некои убави животни богатства кои што сме ги имале во тој вистински, ќе кажам, и во материјална смисла, ние сме можеле благодарение на мојот татко да и на моето семејство, кое што до голем дел живее и во Хрватска, да живееме и тамо и тука. И често бевме на таа релација, се додека не се случува нели таа војна 91-92, и јас практично бев дете кое што бев, јас често знам да кажам дека бев островско дете. Barefoot, со нозе боси, вистински да уживам во природа, во море, затоа го споменав на почетокот и морето, бидејќи па има поинаков стимуланс создава кај мене, нели, таа водна површина. Живејќи со моите на таа алтруистична средина, широка, со луѓе кои што катадневно доаѓаа со своите јахти, мали брочиња, коли и така натаму, запознав многу луѓе од култури заедници, како што ти напомена на почетокот. Колку години имаше тој? Ова е, да речеме, јас сум 86-та роден, значи ние живееме, значи баш тој период кога имам 3, 4, 5, 6 години, постојано сум на релација Скопје, Хвар, Сплит. Всушност, ние сме во Јелса, тоа е градче на Хвар, островското место во Хрватска, каде што ние практично живееме вистински островски живот. Кога е многу посимплифицирана верзија на се, живеејќи со многу малку, а многу, и дете кое што прилично било полиглота, знаело доста јазици, и потоа знам дека
се случува тоа што се случува, мораме да се вратиме во Скопје. Се случува војната. Се случува војната, се раќаме во Скопје и практично поради неможности самата воена состојба моравме да пуштиме корени тука. Така што мојот татко и до ден денес, да не бидам тенденциозен, меѓутоа мислам дека е чином единствениот златар филигранист за нечија во Македонија. Зборам како изработка на материјал. Има доста филигранчи нови неверојатни. И татко ми решава тука да ги пушти корените заедно со мојата мајка, практично и тука некако веќе успеваме да ги пуштиме новите животни корени. Колку години имаше кога Ова е веќе своји 7 години кога јас се запишувам на прво оделение тука. И знам дека е на моја преселба чудна после некои фамилиарни цунамија кои што се случуваат, се селиме со моите во сосема друга населба, каде што јас бев практично озогласено дете од секој аспект. Јас не можев да бидам никако, веројатно секој ќе каже не бил прифатен во некоја рана детска возраст и фаза, ама јас бев на свој начин веројатно многу почитен затоа што од таква една широка заедница островска, каде што ти дозволува да бидеш со многу луѓе, многу јазици, многу заедници, многу различни профили, критериуми, приоритизирање различни сум имал во тој период. Овде во некоја малку по-ригидна, рестриктивна средина, јас бев секој пат дете исмејувано, што поради мојата интерпретација, физичка, емотивна и така натаму, знаев често пат да бидам бос на улица и тоа некој пат беше проследено со лош аплаус и така натаму. И веројатно тука моите емотивни тектонски пореметувања и доживувања беа, затоа велам да бидам екстроверт и интроверт, да речам да го најдам својот мир преку пат на црквата и во таа една поинаква средина, а морам па и да се социализирам да ја учам таа една градска, урбана, улична, погаламска култура. И затоа мислам дека хендлањето тука успеав да најдам некој поинаков аспект на животот, сум се обидувал да најдам, за жал, можеби емотивно искуство преку храната, бев гојазно дете, токму поради тоа што веројатно самата ситуација, преселбата, транзицијата направи да доживам лични демони во тој период. И потоа си доаѓа, да речам, или други периоди во животот, ама благодарение на јадрото на моите родители, на мојата сестра, ја секој пат го имав своето прибежиште, го имав својот шелтер. Така што како дете можам да кажам дека беше интересно со различни земјотреси животни, веројатно сите ќе ги кажат на свој начин во подкастите кои се следуваат твои епизодите, ама бев сигурен дека живеев во радост и во мир благодарение на моите родители. Како го хендлаше ко мал тоа? Се викаш дека си бил различен, си бил исмејуван. Сигурно си имал многу моменти кога можеби подсвесно си рекол ајде да бидам како останатите деца. Така? Го имаше тоа, го имаше. Го имаше барав аплаус, валидација, да бидам сличен. Не бев добар веш да речам во спортовите со топка, бев подобар во нешто сосема друго. Меѓутоа, уште од најмала возраст доста бев дете кое читаше, се затвараше малку повеќе во себе, цртав, гучев од најмала возраст занаетот на мојот татко и имав, пак ќе кажам, хендлав. Меѓутоа не ми беше сеедно, особено да речам со деца кои што неблагодарно кажам беа налик исти. Дека јас бев различен од нив, меѓутоа според начините на интерпретација, јас секој пат бев човекот кој што ги активираше дури и во таа средина да пееме, да правиме представи, да влеземе во вода или во реката Вардар, значи поинакви работи. Сите тие сакаат, не знам да речеме, боречки вештини, сакаат да се компетитивност во населбите и така натаму, затоа што во мојот свет никој пат не постоело простор за насилство и такви некои предизвици преку борбени вештини, каде што ти го користиш сето тоа да повредиш некој, а не да се одбраниш или да научиш методи како да се одбраниш физички од животот. Затоа велам дека ми беше тешко, ама успевав некако. Знаев да бидам повторно ставен таму некаде на табла како непријател на моменти, ама сепак ме бараа. Децата ме бараа да бидам дел од нивната игра. Дали бев можеби па некој балансот помеѓу нив кој што го хендлаше тоа и кај нив можеби како емоција? Не знам. Ако се вратам, можеби сериозно сум бил некаков мост помеѓу
момчињата кои што најчесто се учени да бидат маженствени, кои што не покажуваат емоции, кај мене беше секој пат многу транспарентно како што сум и ден денес да ја покажам емоцијата, ако во тој момент треба да се смеам, ќе се смеам, ако треба да плачам, ќе плачам. Марче, ти благодарам што си тако кој што си, бидејќи си ги издржал сите тие периоди во твојот живот кај што си можел да се конформираш, да бидеш како останатите, но сепак сигурно не било лесно како што го прикажам, но сепак си останал искрен со себе, а воедно и со другите. Ќе те прашам повеќе околу тоа понатаму, ако можеш да ми кажеш како почна со телевизија и со радио во твојот живот. Тоа беше како дете сакав да бидам пилот, многу сакав авиација. Никој пат не знам зашто не успев, иако во некое мое поблиско опкружување фамилиарно има луѓе кои што се бавеа со авиацијата, баш како пилоти. Меѓутоа во моето тесно структурирано семејство не постоеше некој кој што веројатно ќе ми даде некаква траекторија, ќе ме навигира натаму. Тоа некој период беше и се уште некако неостварена желба, да речам така, како некој мој алтер его, сакам да сум таму негде. Ама кога ме прашаш, да речеме, за телевизија и радио, секој пат кажам дека во еден период кога требаше да дадам одлука што сакам во животот, кога завршував средно, често знаев да правам на свој начин рецензии, да пишувам за филмови, за музика и така натаму, и многу сакав да пишувам. Читав доста литература, ама филмот и музиката секој пат ми биле некако забавата моја. Мона хоби, каде што јас ги гледам и на свој начин си имав јас свој личен дневник кај што се пишував. И се сеќавам, беше дискутабилно што да изберам, дали тоа ќе биде англиска книжевност, сакам јазици доста, сакав многу апропо патувајќи и обсервирајќи го светот, баш да го географски да го шетам, сакав туристички водич да бидам, имав еден обид и тука. И си реков, новинарството веројатно ќе донесе искуство кај што ќе можеш да патуваш, да правиш интервјуа, да спознаваш луѓе, различни профили, нови заедници, нови култури и ќе те поврза со различните животни аспекти кај секој. И така што тука го одбрав, тука беше краток моментот на одлука, се запишав на факултета за новинарство, иако не сакав сигурно да работам телевизија, тоа верувајте ми, а радиото беше секој пат една пак медиумска платформа која што секој пат била многу помагична и интимна, ама и тоа не влегуваше веднаш како можеби како форма. Сакав да работам како човек кој што ќе биде во пишаните медиуми, бидејќи во тој период доста имаше и на пазарот весници. Медиумските работници тогаш беа од секој аспект во оние традиционални радио, телевизија и пишаниот медиум. И се сеќавам, аха момент тука беше кога работев нешто во студентското радио, влегувам во амфитеатрот на правниот факултет тука во Кирил и Методи и македонската радио телевизија снимаше некаков прилог за Нова година, имаше новогодишна елка тука во срцето на амфитеатрот, во фојето. И како го снимаат тука, знам дека се ставаа некакви честитки новогодишни на елката, јас знам дека ставив. Тука и имаше една жена која што работеше, Кристина, не знам дали се уште, мислам дека не работи веќе во македонска телевизија. Меѓутоа таа ми приде и ми рече, како се викаш, момче? Јас велам Марко. Те забележам дека го снимав, вика, холот тука во правниот факултет, те забележам има една интермедијална твоја интересна страна. Зошто вика не деш во телевизија да работиш? Мислам дека супер ќе ти дојде. Можам да забележам дека ќе ти лежи. И јас велам, па не знам, не. И реков, иако сум на новинарство, ете вика, супер. Знам дека во тој период се случувале некакви аудиции, се случуваа аудиции за прием на нови карактери на телевизија. Ајде дојди, вели, има овие 2-3 дена аудиции, зашто не дојдеш, пробај се. И знам дека бев во мисла вечерта дојдов дома и реков, ајде зашто да не. И утре дента отидов, имаше околу 300-400 млади и повозрастни, меѓутоа најчесто беа млади, момци и девојки кои што беа собрани во холот во македонска радио телевизија. И јас влегов во таа група на луѓе и требаше преку пат на некакви си предизвици медиумски да те имаше тогаш вистинско, да речеме, жирирање
на некои телевизиски критериуми да видиме дали ќе ги поминеш, па ќе стигнеш до некаква можеби твоја да бидеш баш така да речеме во една телевизиска рамка да се представиш и така натаму. И се сеќавам дека од толку многу луѓе јас влегов во најтесен круг и тоа влегов за презентер на вести. Јас нималку не знаев дека сум поседувал, можеби се малку неблагодарно да кажам дека имам ваков или таков вокал, меѓутоа некој друг го препознал дека сосема добро ќе се адаптира на таа нова да речеме група на луѓе кои што ќе работат како наследници на телевизијата. И јас се сеќавам дека ги поминав тие некои предизвици, типот имаше стендап кој до ден денес се уште го има, тоа е да застанете пред камера и да најавите некаква содржина телевизиска, потоа да напишете прилог, или да го составите прилогот, да го снимите и да направите приказна, да застанете пред телевизија и да имате, тоа е телепромтер, меѓутоа ние го адаптираме како јазик идиот, читате нели од идиотот, да видите како ќе биде како презентер на вести, над синхронизација, нацртани така натаму и ги поминав сите тие тестови и бев практично избран за презентер на вести. Никој пат не сакав, затоа што не се гледав, особено не во светот на политиката и на црната хроника, и јас реков, ако веќе сум во новата телевизиска постава на млади луѓе, дајте ми нешто што ќе биде возбудливо, интересно, она баш забавно и така натаму, и така влегов во образовната програма таму и во забавната културна редакција, и така почна мојата телевизиска, да речам, форма на кариера или на професија како дејност. И тука почнам, после краток период, поради бирократски причини да излезам од телевизијата, влегов во радио и така почна тие мои телевизиски содржини во животот. Ама никој пат не сакав да бидам човек на телевизија. Ама случајност. Жената Кристина во Колоди, кој би рекол и така се случи, всушност предизвикот. Ништо во животот не е случајно. Јас можам да гарантирам за твојата способност покрај тоа што го гледаат гледачите тоа. Имаше една случка кога јас бев во Индија и јас и ти зборавме по телефон. Ти беше на радио и додека зборавме ми рече чекај само секунда. Се сеќавам. Како го хендлав тоа? Во истата секунда се префрли на радио, кажа работи инстантно, дали беше за музика, да не се сеќавам што беше темата, и одма се врати на повикот. Тоа немаше да биде чудно да имаше барем 2-3 секунди измеѓу, кај што ти имаш време да прочиташ, да го прочвагаш тоа, да го кажеш. Се сеќавам на моментот, да. Инстантно, не можам да поверам. Јас слушам дека луѓе го прават тоа, тогаш го видов во пракса, така да дефинитивно имаш таа способност. И сакам да те прашам, како си ја стекнал таа? Секако постоело талент, си успел на таа аудиција од 300-400 луѓе да стигнеш у потесен круг, или како си ја развил способност низ текот на времето? Мислам дека секој може да биде тоа што сака. Истите работи ги имаш и ти сега. Ако ме прашаш, секој ги поседа, речиси тие таленти, само работата да си даде поддршка и да се даде простор, бидејќи мислам дека најголемата неправедност е тоа што ние се инхибираме самите себе, дека не можеме во нешто, а всушност не постои незнаење, постои состојбата на умот кога ние само ја го спречуваме нештото, дека неможноста дека мислиме дека нема да успееме во некој поле или во дејност. Работата само да му дадеме љубов и да му дадеме простор да тоа некако почне да рти. Така што веруваме дека сега ти со еден многу краток период на адаптација можеш да бидеш тоа што сум јас. Тоа што е, да речеме, Мартин зад камера или било кој, да речеме, кој што го работи подкастот. Мислам дека секој може да биде тоа што сака. Бидејќи незнанието не доаѓа од незнанието не постои. Постои само спречувањето на нашите мисли, бидејќи најголем непријател е творбата на умот. Ако мислам дека се сложуваме тука. Да. Така што верувам дека се што можеме во животот, односно се што сакаме во животот, можеме апсолутно да со една галантна, рафинирана енергија да влеземе во истото. Така, верувам дека можеби во тој период забележале флексибилност, еластично, бидејќи телевизијата бара да бидеш човек кој што ќе влезе во тугите чевли и да не бидеш никако осудувач, затоа што си, според мене, медијаторот помеѓу публиката
и самата телевизија, значи ти да бидеш, нели, тоа нешто што ќе биде енергија која што, нели, мислата е творечка состојба. И јас како во моментот како човек кој што твори сега мисли, го пренесам како енергија, како форма таму. И тоа ми беше интересна работа дека можам моите приказни, моите сознанија, искуствата со тебе да ги пренесам на автентичен начин, бидејќи телевизијата е дејност и професија која што прилично нова, да речеме, во минатиот век кога се создава, нели, црно-белиот екран и така натаму. До ден денес еве ги имаме сега најмодерните, можеби, медиумски естетики и инфраструктури како што се подкастите, кои што ги има мал милион. Денес секој може во своето удобно студио дома да направи подкаст и да биде свој автентичен. Некој наместо да осудува и да вика не можам јас тоа, може слободно да ги земе две камери со својот мобилен телефон и да направи подкаст и да биде автентичен, да направи промена во светот. Така што нема не можам, нема не сакам, само е работата тука што ни постои како творба да нема спречување, бидејќи најголем непријател е всушност најголем непријател сме си самите себе. На истата тема сакам да те прашам, бидејќи јас ова што сакам да го направам со овој Фенеркаст е нешто што можеби не би можел да јас бидам на телевизија. Ти знам дека како човек секогаш сакаш да донесеш нешто што е подлабоко, посвето на телевизија. Секако дека имаш најразлични гости од најразлични аспекти, но знам дека ти сакаш секогаш тоа да е подлабоко. Те фалам и ќе продолжам да те фалам на Оба страна. на овој Фенеркаст. Навистина ми е мило тоа што се случи и сакам да те прашам, мислам, како си успеал да се пробиеш со тоа? Како се уште тоа го правиш? Бидејќи оно што го чувствуваме дека постои една, можеби немам зборови да ја наречам во овој момент, но една летаргија, една тенденција работите да бидат исти, да бидат поповршински, бидејќи тоа го сака публиката и така натаму. И сега во тоа да се најде некоја нишка кај што може да се представи нешто што е различно, искрено и автентично, е навистина успех што си го направил. Како тоа си го правил низ времето, како практично изгледа во телевизијата, да можеш тоа да го правиш и да го направиш? Да. Се во животот е избор, секоја мисла е избор, секој чекор е избор, дали ќе одлучиме сега налево или надесно. Ја сеќам, ќе се вратам сега кога имав еха моменти, кога беше филмот со Джаред Лето Мистер Nobody, според платонското учење, каде што тој го има алегорично представено кога е на железничка станица и кога неговите родители се разделуваат и он треба да избере да биде или со својот татко или со својата мајка. Не знам дали сигурно некој од вас го гледал. И тоа е секој пат така кај мене. Секој пат сум наблюдувач на својата мисла, пред да кажам, пред да делувам. Не секој пат кажувам дека сум вешт во тоа. Меѓутоа во голем дел од денот сега, овие, да кажам, последни 5-6 години од вистинскиот аха момент, секој пат гледам вистински да бидам наблюдувач на сопствениот избор и мисла. Секоја реакција, секоја акција да биде малку, затоа што не можам да не бидам, морам да бидам и добар говорник, ама подобар слушател, секој пат. И телевизијата е ригидна според својата структура, меѓутоа со појавувањето на вакви подкасти и секој кој што денеска може да направи промена, каде што ќе создаде своји нови контенти, каде што по случајен избор луѓето ќе се поврзат како со овој Фенеркаст, во телевизијата тоа не било така баш во минатото. Денес таа мора да направи некакви преседани. Затоа што ако биде се уште ригидна, таа се инхибира од можноста да биде актуелна, своја, автентична и успешна. Затоа што телевизијата како форма не може да ја работи еден човек. Тоа е корпус од луѓе, тоа е една меритократија, тоа е една, многу често сака да изразуваат таа хиерархија, аз велам дека секој е заслужен. Секој во телевизијата и каде што работам јас и во светот, и како и овој Фенеркаст, е заслужен според потребите за да направи, нели, креација на крај и добар продукт. Да, нема да кажам дека не сум можеби единствениот кој што направил малку абстрактни делувања во светот на телевизијата. Често пати знам да ми го кажа тоа, не дека луѓето не сакаат, меѓутоа поедноставно е она што во моментот од Ѓорче до Лисиче или од Охрид до Скопје, ако гледаме, нели, и воздушно или географски, интересно само да се прикаже и дека тоа се намерите на телевизијата, да се започнат вестите со црната хроника, со војните, кога животот и човештвото биле
мирни, никој пат. Секој пат имало тектонски и дуалитет и поларитет, кој што мислам дека и страданието е суштествен дел на постоењето на човештвото како Homo sapiens денес. Меѓутоа, веројатно многу посуптилно и по меко млако сум се обидел да ги допрам овие теми, за да не биде тоа така како одеднаш бран од импулси на духовна храна кај многумина, бидејќи сме во една средина која што пак ќе кажам поригидна да обсервира теми. Меѓутоа, со појавата на овие подкасти луѓето веќе стануваат отворени. Тука го направив и јас изборот, тие чекори полека, за да почнам да имам тебе, па и одредени кругови на луѓе кои што развиваат поинаква моќ и придонесуваат поинаква автентичност кај луѓето, односно прават други аха моменти. Затоа што твоето појавување пред 5 години во мојата емисија беше проследено со многу добар и голем аплауз. Може би беа од помал круг на луѓе, меѓутоа се сеќавам дека тој ден имаше 20 на 30 на луѓе кои што се јавија на телефонскиот број кај нас и прашува за искуството на Петар, како можат да комуницираат, така натаму и така натаму. Мислам дека ти го пренесов тоа како информација. Така што се обидувам да хендлам, не дека не искуствувам предизвици со високите структури во телевизијата, за кое што апсолутно немам простор и време да ги губам јас па моите дневни енергии за да се да делувам ако некој апсолутно е по нефлексибилен во своето постоење, меѓутоа оставам простор да се најде својата траекторија. Ако јас се сеќавам дека во појавувањата со волонтерите од Диша, благодарение на тебе Мартин и другите, јас се сеќавам слушалица на ушето поврзан со режијата, ви го кажав и тоа, кога зборувајќи за вас, ајде да малку за по несекојдневни поими и терминологии кои што се употребуваат, а сепак се обидовме да ги најдеме вистинските, како би разбрале поголема маса на луѓе кои што првпат ќе се сретнат можеби со блаженство, величенственост, духовност, спиритуалност, анахата, шамбави, маха мудра и така натаму. Сето тоа можеби за некој што е сега ова. Јас се сеќавам кога ги говоревме тие работи, луѓето колегите мои од режија, тоа се беше преку анегдоти и шеги, леле, дури Марков забегал во сектите. Тоа беше првиот и јас се сеќавам говорејќи со некој од вас, само се насмеав, дури не можев да се сосредоточам на разговорот затоа што приемот на слушалката беше поврзан, веројатно заборавиле да го исклучат. Случајно или намерно, не знам, ама само слушнав и реков, па добро, можеби и ова е нивен ново откровение или нивен нов аха момент, не знам. Ама нека биде така. Никого пак не сме тука да осудуваме, кои сме ние да осудиме. Така што секој пат се обидам само многу суптилно, ненамерно, нетенденциозно да ги протнам темите, бидејќи телевизијата мора да е еластична и флексибилна, да ги спроведе сите енергии, сите форми на постоење и секој да си најде. Секоја тема ќе адресира до некого нешто и ќе му биде вистинско откровение и аха момент. Кажи ми повеќе околу тоа како функционира телевизијата и што ти како човек што си зад камерата, а воедно си во таа зграда, знаеш за луѓето, за општо за телевизијата, може и сепкупно како и филм да го земеме, што постои, треба да го знаат другите луѓе, а не на камерата. Односно не можат да го пристапат, а треба да го знаат. Верувајте ми дека во структурата во која што функционирам, голем дел од луѓето се во некоја во второто полувреме од својот живот, ако гледаме нели според возраста, и многу ми е, не можам, речи си ги допирам 40-тите во животот, меѓутоа не мислам дека годините ќе ме спречуваат во намерите мои. Мислам дека во структурата и она, да речам, корпусот или јадрото од луѓе со кои што јас секојдневно сум, мислам дека доаѓаат на работа само да ги исполнат часовите на работа, да ја земат на крајот нели својата плата или приход. И верувам дека секој се обидува да биде најдобрата верзија од себе, меѓутоа
на секому му е дадена можноста да биде највеличествениот човек или формата на битие, секој од нас на свој начин, само не знам од која причина некој пат сакаме да бидеме повторно во најкомфорната зона на изборот, тоа да биде да станеме, да јадеме, да отидеме на работа, да не го направиме со ни доза мала љубов и радост, да го завршиме тоа, да се вратиме дома повторно во кревет и тоа е истиот циклус. Затоа што според мене животот има едно свето тројство, тоа е знаење, искуство и постоење. Знаењето го стекнуваме како возрасен човек кој што како еден отец во тоа свето тројство кај нас му вели како возрасен учител знаењето стекнувај го во текот на животот и искуството како едно мало дете. Значи искуството во секоја намера со тебе сега денеска, со сите тие многу гости, дали си во техника, дали си во друга структура таму во некој ходници во телевизијата кај што работат, наоѓа како искуство, како ново знаење, како и во сето тоа создај постоење на нештото. Затоа велам дека многу често ги работиме само многу како една проформа, паушално нешто работите. Забораваме да живееме во мигот, затоа што мигот е животот се мина во секунда. И ако не ја искористиме, мислам толку е неблагодарно кон Бога и она што значи блаженство околу нас да не го искористиме со полн капацитет и со полни гради. Тоа ми пречи да речеме што во голем дел од оваа заедница луѓето полесно радост ќе прикажат и ќе се соберат за некакова политичка кампања, отколку да се радуваат, да речеме, за дури некој мало собствено дело на кое што треба да си направат, некој најмал собир. Тоа ми пречи што успеваме да бидеме искористени максимално, да го нахраниме имунитетот и моќта на некои други кои што нималку не се на соодветна позиција да ги диригираат нашите емоции и чувства, затоа што ние гледаме постојано дека во голем дел од светот луѓето сите ние сме робови, а не би требало да бидеме до толку сами робови на односно вака ќе кажам, не смееме да дозволиме да бидеме роб на тугите чувства, емоции и креации. Ако јас сакам да се смеам, да плачам, тоа ќе си го дозволам сам на себе. Како искуство и како само постоење. Тоа мислам дека секој од нас треба само да го искористи максималниот потенцијал. А која траекторија животна ќе ја одлучи, не постои лоша, постои само соодветна во тој период, затоа што степенот на свесност и светогледот кај секој е различен. Затоа што често пати се случувало преку моите емисии, луѓето кои што работат во медицината, особено кардиохирурзите, да кажуваат дека луѓето кои што кога ќе ги, нели многу често кога ќе прашаме животот и смртта и така натаму, прашањето за што после смртта, луѓето често пати имаат страф од смртта. Не можам да кажам дека целосно сум истребен, меѓутоа можам да кажам дека сум патот мој кој што ме одведе последниве години е блискут, па речиси, до истребување на стравот од смртта. Говорам особено за себе, за својата лична состојба кажувам. И кардиохирурзите често велат дека луѓето што толку многу неавтентично и конзумирале во секоја физичка смисла многу повеќе отколку духовна, на смртната постела тие толку многу имаат проблем со соочувањето на судниот час. Меѓутоа има една ситуација која кажат им се забележува, па заминувањето бидејќи во тој момент има еден blissfulness. Затоа што тогаш во тој суден час тие практично ги уриваат сите моменти инфраструктурни животни, цела животна инфраструктура која што ја живееле лажно, непристапно, нееластично и во тој момент вели им го гледаш вика тој блесок во очи, практично знаат дека се ќе биде добро, дека животот е само запирка, па дури и после смртта. Така имам чувство дека прекрасно. Мислам, многу ми е мило што ја зачна оваа тема. Не сум ја зборала јавно на камера, но ете, убаво е некој друг да ја каже. Ви сакам да те прашам, ова е едно од искуствата, бидејќи многу различен профил на луѓе ти доаѓаат. Тоа значи дека ти си собрал многу искуство од многу аспекти. Нешто што друг човек со вообичаена патека во животот не би го имал.
Што би кажал дека се можеби позначени работи што си ги собрал еве како ова, како разговор со кардиолози или други некои гости што си ги имал на емисија? Секој приказа за себе и можам да кажам дека веројатно и оној знак на будење, мислам дека и универзално се случува и сега кога ќе забележам некаква естетика на разговор некогаш и сега е многу различна. Мислам дека секој на свој начин денеска си има собствено будење и кога ќе забележам и по инфраструктурата на разговорите кои што ги имаме и од моја страна и од соговорникот е различна. Дури од најобични културни уметници, работници до занетчи и до луѓе кои што се да речам во бизнис сферата и така натаму, луѓе кои што да речам повеќе да речам сака да градат бизниси, па повеќе ги се да кажам речам луѓе кои што ги интересира повеќе бизнис секторот, не толку духовност и така натаму. Мислам дека од сите тие учам нешто, затоа што од сите тие апстрактни форми на луѓе секој од нас прави некаква своја формулација во текот на денот. Што би можел да прикажеш од тоа? Што си научил од, не знам, од бизнисмени, нели рековме кардиолози, можеби забавувачи многу доаѓаат. Ти сега реално ти повеќе луѓе запознаваш нови во една недела, од што луѓе можеби една година го прават тоа. Да. Можеш да замислиш која е разликата? Во една седмица, да, тоа зборевме зад камери дека практично 25 до 30 луѓе некои нови запознавам речиси секоја седмица. Така. Не можам да ти кажам дека секое утро во 5:20 кога станам дека ја имам најголемата животна енергија да направам се што можам денеска, нели, да искористам максимално и некој пат и ја, нели, потпаѓам под моите собствени емоции, бидејќи нели има еден, не би рекол сега фиктивен аларм или адреналин кој што го палам, меѓутоа мораш да имаш alert, awareness на се, односно така да бидеш внимателен и не можам да кажам дека секој пат секој разговор, затоа што точно знам уште кога човек ќе влезе во студио, отприлика што можам да очекувам од него. И пак ќе кажам без никакво судување, бидејќи ја некому сум му непристапен, можеби не знам или не ме доживува на начин кој што ќе сака да направи разговор по флексибилен и така натаму. Меѓутоа можам да кажам дека од толку многу искуства и секој ден толку многу луѓе, разноразни теми не се сите можеби кои што сакам да ги дигестирам во текот на денот. Тука правам па од друга страна преседани свој што ја користам приликата само да помине разговорот, да го испочитам бидејќи некој и комерцијално платил некакво гостување за нешто. Затоа велам дека не секое искуство значи дека ако некој сака да ја рекламира сега оваа вода, дека е доден тука сега да се бавиме не знам со нели какви терминологии и тематики. Тоа е чисто само направено 10-15 минути, конкретно за брендот и така натаму. Меѓутоа учиме како треба, како не треба. Инаку секој да речеме ни својот пат на успехот до тој миг и тој момент има нешто свое автентично, кој што сака да го прикаже и секој пат си велиш сакам да украдам нешто од него и да впијам и да бидам дел од неговата дејност и неговото мајсторство. Една твоја многу добра карактеристика е тоа што без разлика колку си познат, доста луѓе во Македонија те знаат, не знам дали можам да речам сите, но повеќето луѓе те препознаваат. Во моите контакти со тебе, ниво како сум те видел дека се однесуваш со други луѓе, нема доза на вообразеност. Јас сум познат, јас сум славен, јас сум неприступачен, не можеш ти да збориш со мене, ништото јас лично не сум осетил. Што би требало да е особина што секој треба да има, но не ја има. Како ти ја имаш таа особина и како се одвојуваш од твојата улога и човекот што си? Тоа е веќе, мислам дека идентификација со формата на нештото. Јас денеска можам да бидам и човек кој што хортикултурно ќе ги украси овие булевари и улици. Можам да бидам човекот кој што ќе седне со бездомникот на улица, ќе седнеме и ќе си кажеме некакви вицеви и сум го правил тоа. Така што е многу погрешна перцепција и тоа никој пат не постоело кај мене дека ја работам работата за некој дека треба да ме познава. Ова е само дејноста е таква
да вие практично сте на некаква медиумска платформа, па луѓето ве гледаат и од друга страна ве чувствуваат можеби за близок поради некои своји карактеристики кои што или некој нема да ве чувствува близок. Се случувало и тоа. Така што идентификацијата со егото е многу глупа и непријателска работа. Кога егото го користиме како асистент наш, тогаш супер ќе пловиме во животот. Така што ова се што го кажа, мене ми импонира само дека можам да им бидам секако пријател на секој кој што ќе ме запознае. Инаку почнав само од чиста љубов кон дејноста да пишувам, да бидам медиумски работник како човек кој што ќе пишува рецензии. Има луѓе, ги среќавам се уште и можам да го забележам луѓе на кои што им импонира можеби да бидат на сцената, на микрофонот, да бидат да речеме експлоатирани, да бидат постојано тука за се и се што за секаква тема да говорат и така натаму и во рете, меѓутоа ако тоа во одреден период или во текот на својот живот вистински ги задоволува нивните животни аспирации. Мене никој пат не била структурата и формата на работата да луѓето ме препознаваат или не на улица и да ме поздрават така натаму. Се случува бидејќи луѓето вистина само наоѓаат пријател кој што веројатно во таа телевизиска кутија од пред 20 години и денес работата е многу променета, меѓутоа ве познаваат и веројатно како што секој ние го гледаме низ призма на музиката, филмот, театарот и така натаму, кога ќе го забележиме, го чувствуваме како свој, па дури кога ќе замине од овој физички свет, чувствуваме некаква тага, нели? Затоа што сме го познавале тој човек, односно го познавале поради формата на изразување. А инаку, пак ќе кажам, секој пат ја работам со чиста изборна љубов и ништо повеќе. Меѓутоа, никој пат не се знае дека и секој пат пак ќе кажам дека можам да се најдам и во твоите чевли, во чевлите на било кој што ќе го сретнам денеска. Така што не се идентификувам со тоа што сега во моментот го работам. Тоа е само во моментот моја определба на кој начин може би се уште сакам да се поврзам со луѓето, со географиите и со културите. Тоа е единствено нешто. Тоа не постои во мојот речник или лексикон. Прекрасно. Кажи ми, Марче, знам дека пред некое време, колку години помина, имаше тешка сообраќајна несреќа и она што јас можев да приметам е дека има промени кај тебе значајни од тој момент навака. Баш кога се спремав за ова интервју и отварав некои стари, може дури има разлика од твојот тон, во гестикулации, во погледот, во многу аспекти има разлика од тој момент. Прво те молам вака да им дадеме контекст на гледачите што не знаат што се случи и после тоа како ти го доживеа целото тоа и на што се должи промената. Да, јас се сеќавам дека јас и ти среќаваме 2019 година и благодарение на тебе, кој што беше помеѓу првите кој што замина во Индија во ашрамот, се сеќавам и тука беше едно моје откровение, нов аха момент. Нели благодарение на издаваштвото на книгата на Садгуру, Натрешен инженеринг, те запознав тебе и се сеќавам во тој период кога сакав нова формула на интроспекција, дојдев до твоја адреса, па ти ме поврза со Садгуру, иако претходно почнав да ги гледам, да ги обсервирам неговите контенти. Меѓутоа, кратко после некој период, благодарение на тебе, јас почнав да ги учам практиките, Шамбави Махамудра и да стигнам да речам денес да бидам во целиот тој волонтерски ваш систем, колку можам да си придонесам за самиот себе и заедно за целата организација. Меѓутоа, она што си го забележал, не си само ти, туку и многу луѓе, веројатно длабочината на погледот, да, имаш право, можеби гестикулациите или како да го кажеме, тоа веројатно пак интерпретацијата. Иако во тој период кога јас и ти се запознаваме, бев повторно во потрага по нешто ново. И не знев кај, народски да кажам, кај да терам. Не знев кој пат да го фатам. Исто. Нели тоа се повторно епохи различни кои што веројатно ќе ги имаме. Иако ќе го стигнеме возвишеното повторно, пак некако ќе паднеш, па повторно трагаш нешто и така натаму. Иако го завршив тој прекрасен, фантастичен серијал и имаше период кога сакав да заминам во Нов Зеланд и прашање беше да или не.
бев дециден во еден период дека тоа сакам да го направам како моја лична животна промена, меѓутоа секој пат го кажам како искуство. Затоа се случи и некоја моја поголема трансформација, за мене суптилна, можеби голема видлива, беше кога се случува незгодата да ме удри автомобил, нели, 21 декември. Се сеќавам пред 2 години. Моментот да ме спречи да заминам беше испречување вистински да земам повторно чекор наназад и да се стабилизирам вистински. И така го доживеав. Знам дека во една неврзано разговор со мојата сестра, кога со плач дојде рече, ова беше знак можеби од универзумот дека сега во моментот треба да си тука. И ја истото го сватив на некој мој сопствен начин, бидејќи поминав низ различни емотивни состојби во тој период, нешто поради физичката болка која што знаев дека ќе помине, можеби во тој период не сте баш соочени со реалноста дека за брзо ќе помине така натаму, знаете дека телото е многу интелект голем, кој што сам себе ќе си донесе едно свое знаење да се излечи. И само мојата сестра рече, тука си, жив, здрав, можеби не било време сега. И тоа така го гледам, затоа велам дека случајностите не се нели во животот туку така. Да, тоа беше уште поголем аха момент, поинаку да делувам. Да бидам вистина моја најдобра верзија. Секој пат да работам со изворот со мудроста и да барам уште поголема длабочина. Некој пат вистина ќе кажам дека поради темпото и мое на работа ме спречува да ги правам сите тие практики кои што можеби се сега повторно ќе кажам некој оправдување, не можам, не сакам, не постои и да пак паѓам неколку чекори назад. Ама вистина, тоа што си го забележал, го забележа. И таа несреќа ја гледам денеска како една поинаква среќна приказна и како еден нов мој роден ден во животот. Тоа биде сигурен. Како изгледаше тоа од внатрешен аспект? Мислам, ете, каже ти чисто од надворешно, значи си бил на точак, ти удрила кола, си бил во несвест, си бил во болница, после тоа следеле низа на операции, кај што ти подолг период и си бил надвор од телевизијата и си опоравал и така натаму. Сега знам дека си добар. Така? Сега фала Богу добро, да. Инаку верувам дека си бил во еден момент во болница, така тоа не е нешто што сакаш да бидеш, веќе не си у темпото кое е интензивно со телевизија и со радио. Се наоѓаш таму, лежиш веројатно, плафонот е бел и како изгледа тоа чувство? Што си размислувал, ни што си поминувал? Првиот момент беше дали кога медицинска сестра ми ги социјаличка само ми ги светли очите, вика дали си добар, добре, тука си. И знам дека првата работа беше да ми даде односно ме боцна на нозете дали ги чувствувам. И тогаш само реков, добре, ќе помине и ова. Од тогаш почна, пак ќе кажам, моментот на една таква една животна енергија да реков само ова кратко да застанам на нозе и секој пат од тој момент реков сега вистински мојата животна платформа, не кариерна, не професионална, мојата животна платформа ќе искористам колку што можам максимално да се посветам секому и да му давам на секого искра надеж, бидејќи ние секој пат еден со друг се стимулираме, се предизвикуваме. Ние сме еден со друг потпора. И во тој момент само сакав многу повеќе, значи да се мултиплицира начинот да можам да помогнам секому. Онаму каде што е потребно, бидејќи веројатно во тој момент ја сваќате големината на постоењето. Големината на се ја сваќате. И симплифицираната форма на задоволството. Дека идењето, бркањето на нешто во животот нема да ви го донесе спокојот. Географијата нема да го донесе спокојот. Мирот нема да го донесе спокојот. Ако го имам тоа што некој сега вели, направете го и бизнис план, мора да го бидејќи денес и оваа да речам понова генерација на млади секој ден толку брзо ги менуваат своите карактери и се обидуваат да го вкусат толку животот на брзина. Дури мислам дека толку многу брзи промени, нагли промени прават, што не му даваат на животот сам по себе да се случува и да го дегустираат. Тоа е, како што вели Садгуру, една ситуација во многуте видеа кои што вели. Не се обидувајте да се тркате со животот. Кога вели, тоа е исто како кога јадете лоша храна. Ќе имате диареја. Лошата храна нема да има
добра столица, вака кажано. Истото и со мислите. Затоа ми е криво што денес секој од нас треба повторно ќе кажам да биде наблюдуваш на сето тоа што го конзумира катадневно. Значи ние денес кога имаме сите тие наши паметни уреди и алгоритмот сме го поставиле да се и се што дигестираме, јадеме, се храниме и потоа сакаме да бидеме мудри длабоки. Па не би можеле затоа што се гледаме да направиме некаква компетитивност, надпревар кој што има и така натаму. Најважно е едноставноста и некомплексноста на животот сам по себе. Мислам дека диригирањето на универзумот да биде во еден баланс, кога ќе се потпреми на науката и на физиката и сама по себе ќе каже дека универзумот е една избалансирана состојба и е енергија која што само ја менува формата. Така и според мене некое знаење дека после смртта е само запирка, енергијата само ќе ја смени некоја форма ќе ја смени. Па додека сме тука постоиме, таа форма и таа енергија да не ја искористиме така залудно и да потфрлиме во истата. Значи не треба да се плашиме од смртта и да имаме некаков страв, бидејќи стравот нам не инхибира да ги направиме тие величинствени работи во животот. Ги спомна и младите и баш и тоа сакам да те прашам. Многу луѓе би сакале да бидат славни како тебе во овој момент. И постои таа претпоставка дека кога ќе бидам славен или славна, јас ќе бидам среќна или среќен. Ти како човек што имаш таа улога, дали би рекол дека ако си славен, си среќен? Нималку не се чувствувам популарно терминолошки кажано славен, иако да кажеме има многу поголеми структури на луѓе кои што се ајде да речам и во таа моќна делување да речеме како пејачи, изедувачи, политичари и така натаму кои што се вистински планетарно да речам познати. Сега некој пат познати се по убави, некои помалку убави работи, да речеме Садгуру е славен, ајде терминолошки кажано, само по теоријата на блаженството и на трешниот инженеринг. Тоа би рекол дека секој од нас треба да го достигне чувството, бидејќи се друго мислам дека многу фиктивна структура на нештото, ако би кажал. Мислам дека само треба се една симплифицирана мелодија на животот да имаме. Тоа би го кажал, симплифицирана страна секој од нас има и тоа треба да го прикажеме. Недостапноста и ригидноста која што ја имаме ние како луѓе, по некој пат и мене ми е чудно, меѓутоа пак ќе кажам, светогледот не можеме туку така некому да му го смениме, да го фатиме за врата, да речеме мораш да се смениш сега, ти мораш ова да го искусиш. Веројатно ќе дојде само по себе. Значи, дали ако си популарен, ќе бидеш среќен? Не, тоа е исто како се сеќавам мајката на Џон Ленон му рекла: "Сине, се што сакам во животот е да бидеш среќен." Кога Џон Ленон, познатиот еден од фронтмените на Битлси, кога се запишувал на училиште и учителката го прашала: "Џони, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?" Тој рекол: "Сакам да бидам среќен." Сите го гледале чудно, меѓутоа он го всадил тоа уште од најмала возраст благодарение на неговата мајка. И тој секој пат рекол дека единствено во светот е само да бидеш среќен. А среќа е кога ја и ти сега разговараме за вакви работи. Среќа е кога ќе споделиме љубовта, среќа е кога ќе бидеме филантропи, кога про болно ќе делуваме во светот. Затоа велам дека еве да не биде нели некаква последна реклама за нештото, меѓутоа затоа велам Садгуру, зашто потикна волонтирање? Затоа што тоа е мајсторство без прито да очекувате нешто во животот. Само пробоно во животот да делувате она што е холистички пристап за себе и за другите. Така мислам дека среќата оттаму доаѓа. Она се надворешно да го задоволиме и како заедница и сами за себе мислам дека само задоволување на сопственото его и ништо повеќе. Мислам дека многу го знаеме тоа. Кажи ми, се пак ќе те пофалам и воопшто реков дека ќе те фалам, така да... Ово страно е. Да. Ти си човек што има интересен баланс помеѓу длабочина, ајде ќе наречам духовност, и профаност, односно можност да функционираш во материјалниот свет.
Би сакал да дадеш два различни совети за некој што е или на едната или на другата страна. Како некој човек што живее многу профано, површински, материјално, да би нашол нешто што е подлабоко во неговиот живот, и како човек што има некоја длабочина, бара нешто повеќе во животот, да може да функционира во материјалниот свет. Па мислам дека Садгуру многу добро го има објаснето истото, нели, во сите своји видеоконтенти, бидејќи често луѓе кога доаѓаат од различни култури со различни историски приказни и така натаму потешки, полесни, тој никој пат не вели дека не треба да не се задоволуваме од физичките сензации. Туку мислам дека како што е универзумот ги поставил границите на балансот, тоа треба да си го воспоставиме и во животот. Балансот е единственото, можеби нешто ултимативно или формулата на успехот. Затоа што сепак сме ние во еден физички храм кој мора да го негуваме преку сите тие, да речам, физички материјални сензации, да ги задоволиме вкусовите, меѓутоа повторно во една смирена и мирна гранка. И чинам дека екстремноста и кај едните и кај другите може би е непријатна, не знам, ама мислам дека сепак, ајде да речеме, духовноста има луѓе кои што сега не сме ние на планина Тибет, за да можеме постојано да бидеме во една неверојатна холистичка своја мирна мелодија на радост, на блаженство, затоа што сепак живееме во град во кој што треба да се соочиме со сообраќајниот метеж, со валканиците, со некултурата, ќе кажам, ајде, кај секој од нас и така натаму, непристапноста и така натаму. И сега се обидуваме и тука, нели, да ги изменаџираме тие емоции и искуства. И често пати соочувањето со тој физички тука свет и материјален знае да ни го одлече вниманието од она што е, значи, духовен пат наш или духовната храна. Сега, како вели таткото на психологијата Зигмунд Фройд, наблюдувајте една мачка и ќе сватите колку сте понекогаш тупави. Затоа што мачката, она секој пат велам дека мачката ја има таа алерт фаза. Дека таа е во една сосема смирена, сталожена состојба и кога се случува алерт некаков, таа тогаш реагира. Тоа е така за се во животот, веројатно и во духовниот свет, кога има некаков алерт, само треба спокојно да делувате. Или to remain undisturbed, да се обидеме да бидеме спокојни во секоја смисла, па дури и во токсичната или контаминираната, бидејќи не можеме да кажеме дека Скопје и Македонија се најлоши во светот. Па само погледнете Индија, од каде што Садгуру ја промовира својата техника на знаење, искуство и јога и така натаму, е нација која што има најголема депонија, најголемо загадување, така? Меѓутоа има па и најголема свесност кај популацијата. Ако можам така да кажам, ти повеќе го имаш искуството, меѓутоа е нација која што има најмногу популација и најголема загаденост, масовност, физичка загаденост. Меѓутоа, сепак може да делувате како јадро и во таа, да речам, ајде, контаминирана физичка средина. Истото и тука. Чинам дека балансот е најважен, затоа велам дека да бидете екстремист во да се ги задоволите сопствените физички материјални искуства во животот, би било неблагодарно, а да го заборавите другиот дел, оно што значи и вистинската и суштината на постоењето наше и битисувањето. А од друга страна, сите би сакале да имаме повеќе духовната храна во секојдневието. Затоа велам дека можеби понекогаш и тој монохроматски стил на изразување преку образованието кој што не учи на историја, географија, биологија, ворете се до тоа, меѓутоа никој не научи што значи љубов, што значи инхел екзел, што значи да бидете со себе, што значи јога. Никој не научи. Тоа според мене треба да биде основна фундаментална работа која што би требало да биде во образованието. Затоа што да знаете кој што сте всушност во светот од најмали нозе, мислам дека сите понатаму проблеми би се средиле. Замислете го учењето на Садгуру да биде учење наше од најмала возраст. За да мислите ќе се случува оваа ерупција? Не. Тоа е, мислам дека, монетизацијата, структурата, која што за жал го држи тој чуден баланс во светот, за жал понекогаш потпаѓаме на овие тука форми и рамки. Ама пак благодарение на Фенеркастот и други луѓе, мислам дека ќе успееме да го најдеме балансот помеѓу тие две нешта.
Така успевам и јас да го избалансирам во животот. Не велам дека секој пат сум најхрабриот, не велам дека сум мајсторот на тоа, некој пат потврлувам и ќе потврлувам, меѓутоа страданието е суштината на постоењето. Од кој аспект го мислиш, објасни го малце повеќе? Од секој аспект. И физичко, и емотивно, и психолошко. Затоа што некој пат кога човек се наоѓа во сопствена војна или војна со околината, секој пат велиме зошто ми се случи ова, зошто баш сега и така натаму. Се велам дека во универзумот се случува со причина и ништо не е случајно. Тоа е моето верување. Тоа е мојата единствена филозофија. И мислам дека тие работи не чинат да бидеме уште подобри битија. Затоа што без тој поларитет и дуалитет не може да знаеме што значи љубов ако не постои омраза. Не може да знаеме што значи омраза ако не постои љубов. Тоа е исто за се, мислам дека во нашите животни деликатеси. Се мора да постои поларитет за да ги дознаеме и добрите и лошите страни. Па од тука мислам дека и балансот би се создал. Затоа секој пат велам, многу повеќе го практикував во минатото, сакам што повеќе животна резолуција и нова новогодишна во иднината, не кажам календарски, би ми била да ги посетам сите 8 најголеми врвови во светот, Непал, Кина и Пакистан, затоа што велат сите кои што ги искуселе тие задоволства, бидејќи најголемата височина на планината, ако сме на таа највисока балкон или тераса, сите структури и форми се забораваат. Затоа што во тој момент сте сам со себе и сте во алерт, односно сте во состојба на умот, кога знаете дека тука може да се смени многу. Затоа што секоја експедиција, за жал, пропратена на таква со шерпасите, велат, на тие високи планински врвови, се случуваат и незгоди. Меѓутоа, предизвикот да си скачите, да го дознаете суштинското јас, како што често тоа го кажува и Садгур или други, да речеме, луѓе гуруа и да речам вистински луѓе кои што просветлението го доживеле најчесто на тие врвови, според мене. Ти си имал голем пат, како што почна на почеток, како што кажа во медот, кога си имал паничен напад, после тоа си доживел и... Може би не беше планински врв, ама беше голем врв животен, за да се направи преобразбата. Како би рекол, ако би се опишал во 5 или 10 збора, како беше претходно, како беше после тој момент? Секој пат сум сакал и се надевам дека сум бил добродетел, човек кој што ја гај љубезноста, меѓутоа дека сум имал и јас некои своји структури и форми на неповрзување, нееластично со луѓе и така натаму, постоеле. Меѓутоа, сега, пак ќе кажам, сведок сум на еден сопствен животен храм, кој што точно знае како ќе се поврзе со се. Верувам во една од најможните стари филозофии на животот, анимизам, дека се околу мене е свесно. Еден камен, зрно песок, се е свесно. Ете, тоа е разликата, што се околу мене го гледам со целосна будност. Може би како последно прашање што сега ти го поставам е кои проблеми мислиш дека ги има Македонија како држава, спорам севкупно со луѓето, и кое може би е решението на истите? Не сум го посетил, меѓутоа велат дека Будан има Министерство за среќа, ако не се лажам. И зашто да не направиме некаква нова автохтона верзија на некако министерство, кое што ќе донесе поинакво блаженство кај секој од нас во заедницата. Имам чувство дека секој пат се фаќаме на некои стари правила, рамки, и секој пат се провлекува, бидејќи минатото не ни ги носи спокојните нишки во животот. Минатото е само структура и дел од нашиот живот. Моќта на сегашниот миг е вистинскиот избор, кога ги делуваме сега и во овој момент. Верувам дека големите структури кои што чиниме на кои што им ги даваме имунитетот и моќта и храброста, ние со луѓе кои што само потпишуваме таму глас да или не, и потоа си
играат и диригираат тука некои циркуси, е многу повеќе, животот е многу повеќе од тоа и затоа гледам освестувањето. Зашто не создадеме некакво министерство на блаженство, министерство за среќа, кој што ќе делува на друг начин. Во ред нека постои тој конкретен традиционален систем на вредности, дали тоа ќе биде училиште кое што ќе научи да говориме добро, да пишуваме и така натаму. Меѓутоа се појавиле други филозофски учења кои што покажале многу поголеми структури на знаење од овие, пак ќе кажам, монохроматските и во такви заедници, во такви структури, луѓето се многу посрекни со едноставноста. Секој пат ќе научите да пишувате, да знаете нели јазик и така натаму. Меѓутоа, мислам дека тука само постои некоја летаргична хибернација, фаза на некоја тука не дозволуваме да рти нештото. Затоа што веднаш го спречуваме. Пак честни исклучоци, ќе се обидеме како индивидуа да создадеме помал корпус на луѓе како да речеме сега ние и така натаму. И не велам дека ова е највистинското нешто, дека ние сме вистинскиот избор за многумина. Меѓутоа, кој пател од овој избор? Прашањето е никој. Од тој избор гледаме дека секој иде на патот и дека само се преповторува и се реплицира истото нешто како мината структура на труд некаков. Не си дозволуваме поради истите тие структури да се изградиме како автентични индивиди, туку напротив се обидуваме само да се пресликаме и да бидеме налик едни на други. Не треба да забораваме дека секој овде има некака своја мисија и цел, а не да реплицираме и затоа што секој еден некако е зафатен, секој е своја приказна верзија за себе. И да искористиме таа комплексност и што е поседува секој од нас да ја помножи со другите, да ја стимулира, да ја предизвика. Така што би би создал некакво министерство за блаженство. Дали тоа ќе биде преку патот на Садгуру, можеби, или било друго филозофско учење. Пак ќе кажам, религијата не е, односно духовноста не е религија, туку е само степенот на свесност и ништо повеќе. Дали има нешто што сакаше да го кажеш, а немаше прилика во... Мислам дека јас и ти маратонски можеме да говориме. Дефинитивно. Да, нема да има крај. Сигурно можеби да има продолжение некој пат. Друго, не знам, сигурно ќе направиш некаква нова формула на Фенеркаст, кај што ќе не собереш и поголема маса на луѓе. Можеби нешто многу поинаку ќе изгледаме од сега, велам, по автентичноста на нашиот изглед. Не знам, тоа јас го забележав и кај тебе. Идењето твое пред и потоа. И ти самиот тоа го посведочи. Така што верувам дека до следното наше гледање во оваа форма уште многу повеќе книги, наши лексикони ќе создадеме и ќе имаме поголем искуство. Марко, фала ти премногу за ова прекрасно интервју. Многу ми беше мило, се надевам дека публиката ќе ужива така како што јас уживав и се надевам исто можеби се гледаме во некоја наредна прилика. Мене ми беше уште помило и драго дека ти започнаш нов твој патоказ. Те молам нема да те спречи ништо. Верувам дека ова ќе добива само нова форма на енергија исто, нели, самиот контент. И се надевам дека покрај многу подкасти кои што се случуваат во моментот, нели, се создаваат, се креираат, дека овој ќе биде сам по себе автентичен и ќе пристигне на вистинска адреса, на вистинско место. И се надевам дека некој барем ќе ужива во овие час половина, колку и да трае овој наш разговор, дека ќе ужива како да сме во присуство во својот дом и како да ги има едни своји другари кои што ги познава баш до себе. Фала ти многу, Марко. Ти благодарам и тебе. Тоа, дечки, завршивме со првата епизода на Фенеркаст. Ја навистина уживав и ова беше преубава епизода, полна со многу интроспекцијски моменти што се надевам дека ве допреа и се почувствувавте убаво и се чувствувате пошироко после ова. Дали тоа навистина се случи, пишете во коментар или било каква критика или пофалба за овој канал. Ако сакате да ги гледате овие работи, кликнете на тоа звончето подолу. Се гледаме во наредната епизода која ќе биде наредниот месец.